следно е Скопски јагол со колешката Елизабета Спасеновска и нејзината гостинка Симона Димковска. Добро утро и од мене, благодарам за најавата. Гледачите ќе можат да забележат дека се наоѓаме на една локација, позади нас има руина. Оваа руина не знам дали никој ќе ја препознае на која локација се наоѓа, меѓутоа јас ќе споделам за сите кои што не гледаат и не слушаат на радио. Се наоѓаме пред спортската сала Партизан, која што веќе десетина години е во очајна состојба, меѓутоа во минатото и тоа како важеше за место каде што се случуваа главните спортски настани во Скопје. Оваа сала ќе доживее измени, односно ќе биде реконструирана и тоа многу наскоро. Токму на оваа тема ќе разговараме со Симона Димковска од меѓународното здружение на Културно ехо. Добро утро и ти благодарам што се вклучи денеска во утренски брифинг. Добро утро, јас сум Симона Димковска од Културно ехо. Мило ми е за поканата, супер што ќе можеме да размениме некои мислења, да кажеме некои нови информации за тековните активности што ќе се случува со салата Партизан во следните година дена, да кажем. Така, Симона, јас би сакала да пред да продолжиме со разговорот да нагласам дека оваа сала била изградена во 1963 веднаш по земјотресот, а еве во 2020 ќе се реконструира. А вие сте со нас сутринава токму заради тоа што го имате идејното решение. Како започна целата оваа соработка со општина Карпош и со Агенцијата за млади спорт? Вака, оваа соработка е подолго од година дена, значи на крајот на 2018 година, еден член од Културно ехо, случајно поминувајќи значи во овој дел од градот, го фотографираше објектот, влезе внатре, направи фотографии кои потоа беа споделени на социјалните мрежи, односно преку Културно ехо Facebook страната беа споделувани од многу луѓе од градот кои имат колективна меморија за овој објект, се напиша неколку статии од клучни луѓе кои го посетувале овој објект, спортувале тука и едноставно стана многу актуелна тема. Пративме писмо до амбасадорот на Франција, бидејќи сепак ова е подарок од францускиот народ после земјотресот, преку донација, односно преку подарување на овој објект на граѓаните на Македонија, повторно е заживеан спортскиот живот и од тука, мислам, 50 години како постои објектот, од еден култен објект, место каде што бил едноставно расадник на спортисти, гледаме 10 години напуштен, обезвреднет објект, за жал. Она што сигурно ќе ги интересира нашите гледачи, меѓутоа и нас, може да ни кажете што се случува во моментов, до каде е постапката и кога можеме да очекуваме да започнат градижните работи? Вака како што кажав, цела година трае оваа процедура, до која што сме дојдени, а тоа е затворање барем на објектот, да не може да дојде до понатамошни оштетувања. Значи за да дојдеме до тој момент, поминавме значи многу состаноци, општината Карпош значи сериозно си го свати ова како задача и ние Културно ехо на начинот на кој што го поддржавме, мислам, ја поддржавме оваа иницијатива преку доставување на две идејни решенија. Во тимот на Културно ехо имаме двајца архитекти, еден архитект е шпанец од Барселона, другиот архитект е локален, значи од кај нас работат во Скопје. Направија своји тимови, едниот во Барселона, другиот во Скопје, работеа значи со млади тимови од млади архитекти, направија значи ревитализација, идејни решенија кои исклучиво се концентрират и фокусират на ревитализирање, односно истата функција задржување на максимално тоа што е објектот, значи да се испочитуваат сите архитектонски моменти од Трајко Димитров, архитектот на објектот, но внесување на нови содржини кои се актуелни сега за денешниве млади спортисти. Исто така уредување на дворното решение и еве ќе откриам победничкото решение, односно решението на странците, доби повеќе гласови, тоа победи заради тоа што претпоставувам отвори уште некои нови моменти, значи искуството од надвор што треба се пренесе тука е одличен начин да се почне таков тип на соработка и да се спои адреналинскиот парк што се работи преку општина Карпош заедно со салата. Значи двете спортски активности некако да се повезат преку велосипедска и пешачка патека, така да ќе има едно спортско доживување во овој дел од Карпош, што е одлично. Мислам дека ќе го надополни целиот момент во Карпош и ќе го врати животот, спортскиот дух. Симона, оно што имав можност да го прочитам, информирајќи се за оваа тема, е дека првично кога се градел овој објект, требало да биде приземје со 2 ката, пошто бил изграден само еден кат. Дали сега ќе се доизгради објектот или само ќе се реконструира на оваа висина? Вака, ние зборувајќи значи со мислам преку општина Карпош дојдовме во контакт со архитектот.
во тој момент кога се градел објектот немало доволно финансиски средства, иако проектот бил предвиден или како што рековте, сепак е изградено она што го гледаме. Заради тоа ќе се трудиме максимално да го задржиме тоа што го имаме. Во случај доколку од Агенција за млади и спорт се обезбедат повеќе средства, во основниот проект кој сега треба да се работи од овие идени решенија нели што е изберено едно, ќе постои период од 3 до 4 месеци за изработка. Ние секако ќе бидеме вклучени во тој процес, иако нема да работиме директно, индиректно ќе помагаме да видиме колку е возможно да се задржат идените решенија и колку е возможно да се направи нешто плюс, односно да се добие максимум од целиот овој проект. И сега мислам дека е идеално време да кажеме што се ќе има во салата и дали можеби и дворот ќе се уредува. Да, секако, значи како што спомнав, дворот ќе се уредува на начинот на кој што би бил поврзан со адреналинскиот парк. Надворешните спортски активности ќе бидат предвидени за повеќе возрасти, значи од 7 до 77, буквално затоа што општина Карпаш го заслужува тоа, има потреба од надворешни спортски активности, значи ќе има мали места за загревање, односно мало кошаркарско игралиште, ќе има дел со можеби базар, рачни изработки, каде што не само ќе се мислам нема да биде 100% фокусот на спортот. Сакам да кажам ќе пробаме да вметнеме и други економски содржини за да може да биде одржлив целиот простор. Значи ќе има и кафе бар, ќе има хелти ресторан, кој што ќе биде од таа гледна точка дополнување на тие спортски содржини. Значи во склоп на главната сала која што ќе биде мултифункционална, значи за повеќе видови на спортови. Долу сметам дека ќе остане исто стрелаштвото, како што си било и на времето на почетокот, и исто така мислам дека спортските ветерани како здружение кои се дел од претходниот тим кој работел тука, дека исто така ќе имат свој удел, значи буквално ќе има спортски активности за сите вкусови, да кажам, и сите потреби на граѓаните. Надвор исто така мислам дека ќе се направи малку околу хортикултурата, значи ќе има озеленување на овој простор. Тоа мислам дека ќе биде во корист на сите жители. Нормално најголем фокус ќе биде на спортските активности внатре, значи ќе има се што дури мислам дека доколку има време ќе се спроведи анкета за да се додадат некои спортски активности кои ги немало порано, а се потребни и сега. Наистина убава идеја, меѓутоа пред крајот на разговорот јас би сакала да те прашам и за еден друг ваш проект, исто така многу интересен, кој што мене лично многу ми се допаѓа, а тоа е пренамена на една фабрика во населба Хрум за една многу убава цел, а вие ќе ни кажете зашто. Вака станува збор за нашата прва иницијатива. Тоа е пренамена на фабриката, мислам, индустријскиот комплекс Купром во Хром, во студентски град, односно културен, креативен и едукативен центар. Нашата иницијатива ја доставивме до влада пред половина година, имаме видливост, значи имаме поддршка од многу младински здруженија. Моментално работиме на анализа, значи да ја потврдиме нашата иницијатива, дека е возможна, дека е економски исплатлива и од вистински бенефит не само за градот, туку и државата, бидејќи Скопје како студентски град заслужува да има центар каде што освен нели основното образование, високото образование, ќе има еден тип на неформално образование, каде што ќе можеме да соработуваме со соседите, односно да увезуваме, значи делумно образование и култура, потоа да можеме да извезуваме и да бидеме, значи нели на истото ниво како што се и другите наши соседи, да не мора да излегуваме надвор на магистерски студии и да бараме нели подобар живот, да пробаме сето тоа тука да го направиме. Во моментот сме во соработка со општина Ѓорче каде што се наоѓа фабриката. Очекуваме исто така дека ќе наидеме на позитивен контакт како што се случи со општина Карпаш, значи дека ќе се следи овој позитивен пример на реконструкција на капитални објекти од минатото кои биле нели колективен дел од колективната меморија, дека повторно ќе заживат, но на некој друг начин. Сега фабриката во сите други европски земји, европски градови обично се пренаменуваат за различни потреби на граѓаните. Тоа кај нас се уште не се случило. Ние се уште немаме индустријско културно наследство во нашата држава. Ниеден објект не е прогласен за тоа. Ова би било прв пример. Што значи дека ќе сме чекор, веќе на вистински чекор до прогласување на Скопје град на културата за 2028, доколку нели направиме вакви чекори. Многу ти благодарам за денешното вклучување во утрински брифинг. Пред да се одјавиме ние од предспортската сала Партизан, само ќе најавам што ествена сцена со колишката Александра Бугаска.